Инфлацијата за основните прехранбени производи не се очекува да биде поголема од 1% во споредба со март, изјави премиерот Христијан Мицковски. За горивата додаде дека се намалени акцизите и ДДВ-то за безоловниот бензин, што имало трошок во буџетот. Според Мицковски, состојбата со движењето на цените на горивата на светските берзи внимателно се следи, во согласно со развојот на настаните поврзани со конфликтот на Блискиот Исток. Кај нашиот источен сосед инфлацијата е над 6%, Хрватска е тука некаде меѓу 5,5 и 6%, кај јужниот сосед е околу 4,5-5%, така што во тие рамки очекувам да биде и кај нас инфлацијата, но важно е да се види за основните прехранбени производи како ќе се движи месечната инфлација, споредено со март, она кое што го правиме со државниот пазарен инспекторат, не очекувам таа да биде поголема од 1%. Месечната зборувам во однос на март месец. Од друга страна реагираше председателот на СДСМ Венко Филипче поради растот на цените на горивата и недостигот на економски мерки. Како што нагласи, потрошувачката кошничка станала поскапа за околу 3300 денари годишно. Филипче додаде дека доколку владата ги прифатила нивните предложени мерки, немало да има толкав раст на цените. Премиерот и неговата влада се уште одбиваат да ги прифатат нашите предлог мерки, да се укине ДДВ-то на храната, со тоа храната која што значајно поскапе, може да поевтини, да се намали ДДВ-то на горивата дополнително на 5%, тие тоа не го направија, напротив, и одбиваат да ги преполуваат цените на патерините, со што значајно ќе им се олесни животот, функционирањето, патувањето на граѓаните. Според податоците на Европската централна банка, инфлацијата во еврозоната ќе се зголеми просечно за 2,7% оваа година, но ќе се врати близу целта од 2% следната година, според тримесечната анкета на професионални прогнозери на институцијата. Според податоците на Државниот завод за статистика, инфлацијата мерена преку индексот на потрошувачките цени во март 2026 година, во споредба со февруари 2026 година, изнесува 0,7%.